Предизборна манипулација на власта е покачувањето на платите во образованието, кое вчера го најави премиерот Зоран Заев. Според лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски, доколку СДСМ го почитувал колективниот договор од 2010 година, платата на наставниците веќе ќе била на 31.000 денари, а не како што вети Заев 10%. Според членот 34 и 35, платата се добива кога овој коефициент ќе се помножи со минималната плата, или таа денеска требаше да изнесува 31.660 денари. Тоест, да бидам попрецизен, за 5.660 денари повеќе од тоа што е предвидено со покачувањето од 10%, кое што овие лажливци им го понудија на професорите во основното и во средното образование. Мицкоски денеска правеше, како што рече, рецензија на најголемата политичка лага, односно ветувањето на власта во областа на образованието. СДСМ не го спроведе ветувањето кон младите дека по школувањето ќе добијат пракса или тренинг за подготовка на вработување во период од 4 месеци, нема измени и печатење на нови учебници, а немаат испечатено ниту по стара програма. Власта ветила дека ќе ги мотивира најдобрите училишта, односно вработените со поголеми плати, но не го исполниле ниту тоа ветување. Се обврзале во најголемата политичка лага, наречена живот во Македонија, дека ќе ги мотивираат најдобрите училишта. И тоа, ќе ги мотивираат вработените во делот на месечните примања од една година во 12 месеци, односно вработените ќе добивале 20% поголема плата, кај најдобрите 5 основни училишта на ниво на цела држава и 10% средни училишта на ниво на цела држава. Ова не само што не е реализирано, туку вакви средства не се предвидени ниту во буџетот за следната 2020 година. За ВМРО-ДПМН политиките на СДСМ 3 години како се на власт се погубни, неуспешни на план на реформите, а нивното владење е полно со примитивизам, декаденција и со големи лаги, рече Мицкоски.